Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите овошна торта со бела чоколада. Почнуваме со подготовка на тестото. Во сад за матење ги ставаме брашното, путерот и шеќерот во прав. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Јајцето го кршиме, белката ја оставаме во сад настрана, а жолчката ја додаваме во садот за матење. Го месиме тестото со рака. Тестото го ставаме во тркалезен калап за печење обложен со хартија. Го распрескуваме во калапот. Калапот го ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во садот со желатинот налеваме 100 мл вода. Мешаме со лажица. Во сад за матење со миксер ја матиме сладката павлака. Во длабок сад ја ставаме урдата. Јајцата ги кршиме, белките ги додаваме во садот со претходно останатата белка од тестото. Жолчките ги додаваме во садот со урдата. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Белата чоколада ја кршиме на парчиња. Ја ставаме да се растопи во тенџере на оган. Во тенџерето го налеваме млекото. Мешаме со лажица. Растопената чоколада ја додаваме во длабокиот сад. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Продолжуваме со подготовка на филот. Во сад за матење со миксер ги матиме белките. Во тенџере на оган го ставаме набабрениот желатин. Мешаме со лажица. Откако желатинот ќе се растопи, го претураме во друг длабок сад. Во садот ги додаваме смесата со урда и изматените белки. Ги додаваме вишните од компот. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Испечената кора ја вадиме од калапот. Ја отстрануваме хартијата. Ја враќаме кората во калапот. Врз неа го нанесуваме филот. Почнуваме со подготовка на преливот. Во тенџере на оган ги ставаме шумското овошје и шеќерот во прав. Мешаме со лажица. Во садот со густинот налеваме 100 мл вода. Мешаме со лажица. Размешаниот густин го додаваме во тенџерето на оган. Мешаме со лажицата. Откако преливот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме преливот да се излади. Изладениот прелив го нанесуваме врз филот во калапот. Калапот со тортата го ставаме во фрижидер да се излади. Го вадиме калапот од фрижидер. Изладената и стегната торта ја вадиме од калапот. Ја ставаме на чинија за торта. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути.